Почитувани, 4 месеци минаа, нема одговорност ниту одговор. Кој и зашто 2 години прислушкувал во јавното обвинителство? 4 месеци нема ништо од наводната истрага. Зашто се прислушкувани 70 јавни обвинители, ниту каде завршиле нивните разговори? Пазете, прислушкувана е комуникација преку која биле повикувани сведоци, се разменувале податоци за предистраги, за истраги и за конкретни судски предмети. За подсетување, обвинителството, самиот Љубомир Јовески, некаде околу 30 ноември, објави дека биле прислушкувани, дека биле снимени сите влезни и излезни разговори во јавното обвинителство од 30 септември 2016 година и како ништо да не било, се уште нема никаква информација за истрага која што беше најавена и која според молкот досега може да се нарече наводна. Нема никакви информации дали некој и кој имал пристап до податоците, дали ги изнесувал податоците, дали бришал, зашто служеле податоците или пак биле користени тие податоци. Дали тоа го правел некој или некои лица одвнатре или пак некој однадвор. За сето ова молк и од обвинителството, но и од МВР, кое како што беше најавено било вклучено во истрагата. Уште повеќе, што има на тие снимки од разговорите, што е договарано, што е тоа што го интересирало тој што ги прислушкувал? Нема одговор. Дали има разговори за договорени сведочења, за договорени обвиненија, за договорени пресуди? Нема одговор. Почитувани, 4 месеци минаа откако владата декларативно повика за брзо решавање на случајот. Ама нема ништо од тоа. Уште едно оградување, уште едно фрлање прав во очите на јавноста. Деновиве кога законското решение за јавно-обвинителскиот систем е во фокусот на јавноста, Зоран Заев и СДСМ јавно посочија дека немаат намера да се откажат од Љубомир Јовески. Немаат намера да го испочитуваат договореното, републичкиот јавен обвинител да се избира по предлог на опозицијата. А молкот од обвинителството, од Јовески, за прислушувањето на обвинителите, го дава одговорот и зошто Заев и СДСМ бегаат од договореното. Почитувани, со вакво страшливо јавно обвинителство, со ваков републички јавен обвинител како Јовески, во Македонија се невозможни ниту право, ниту правда. Ако постои најмал сомнеш, а за жал тој е се поголем, тоа е дека обвинителите на чело со Јовески се ставени во джеб заради нивните разговори, а Зоран Заев е главниот реформатор и тогаш на секоја пресуда може и се гледа како на политички мотивирана. Почитувани, ова е срам за Македонија, ова е срам за јавно-обвинителскиот систем, ова е срам за држава на територија на Европа, срам за држава која што го вее знамето на НАТО пред неименувана зграда. Правото и правдата мора да се вратат во Македонија. Граѓаните мора да веруваат во јавно-обвинителскиот систем и во судскиот систем, а со Зоран Заев, Љубомир Јовески, Вилма Русковска, тоа е невозможно. Правото и правдата ќе се вратат со победата на Гордана Силјановска Давкова на претседателските избори и со победа на ВМРО-ДПМНЕ на предвремените парламентарни избори. Победува правдата, победува Македонија. Ви благодарам.